Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски ги заобиколил законите и ја вработил сопругата и балдызата во државната Штипска болница. На брза лента откако завршиле високо образование, сопругата на Бочварски и нејзината сестра од приватна болница експресно преминале во државното. Како оправдување дека не станува збор за непотизам и негово влијание како министер, Бочварски еден месец по вработувањето обезбедил владин заклучок со кој сета процедура сега ја прогласил за законска. Дека се потврдуваат наводите во однос на тоа дека јавната здравствена клиничка болница Штип се вработени лицата блиски на министерот Бочварски на начин што се искористени слабостите во член 164 став 2 од Законот за здравствена заштита за нивно брзо вработување. Антикорупционерите го казниле министерот иако утврдиле дека без да прекрши ниту еден закон, успел за кратко време да ги добие сите дозволи, па дури и да обезбеди позитивно мислење од Министерството за здравство. Сопругата и нејзината сестра биле примени во државното здравство еден месец пред владата да донесе заклучок дека медицинскиот персонал може да се преземе од приватното во јавното здравство. На 19 јуни успари, а еден месец покасно владата ја донела конкретниот заклучок во врска со преземањето, што значи дека може да се брзало да се искористат сите овие слабости во законот. Констатирано е дека Благој Бочварски не постапил согласно член 56 став 2 од истиот закон, бидејќи за конкретните вработувања не ја известил Државната комисија во рок од 10 дена од денот на вработувањето. Паричната казна Бочварски ја платил и тука завршува постапувањето на антикорупционерите. Сега комисијата ќе прави дополнителна анализа за заклучоците од владината седница да бидат норма во Законот за здравствена заштита.